Она што многумина го зборуваа за време на акцијата Ден на дрвото, дека државата троши милионски суми за рекламирање и одржување на проекти без никаков ефект, се покажа како точно. Екипата на Еденон ги провери локациите каде што се пошумувало во периодот од 2008 до 2016 година. На најголемиот дел од локациите ридовите се празни, а онаму каде што има дрва, најголемиот дел од садниците не се зафатени. Според податоците на Државниот инспекторат за шумство и ловство, биле пошумени 12.870 хектари и засадени над 35 милиони садници за време на 13 акции Ден на дрвото, засадија својата иднина. Но процентот на прифатеност на садниците на ниво на Македонија изнесува 21%, односно прифатени се или преживеале само 7,3 милиони садници. Во Тетово биле засадени 803.500 садници, а се фатило само 0,0%. Во Скопскиот регион се садеше најмногу во местоста Ајватовски рид. Зафатеноста е 21,4%. Тука дрвца засадуваше и поранешниот премиер Никола Груевски. Регионалниот инспектор за шумарство и ловство од Радовиш, Трајче Ангелов, за Еденон потврди дека акцијата била неуспешна. Па според инспекцијските надзори што ги имаме извршено, не покажа резултати и беше неуспешна. Според нашите проценки, некаде околу 13% е прифатливоста од извршените пошумувања за Ден на дрвото. Акцијата била неуспешна, затоа што власта не бирала место за садење и најважен бил маркетингот. Па не знам, јас мислам дека е маркетинг бидејќи не покажа резултати. Дури не знаеме, може би имало и некои приватни фирми кои се произведувале садници, дали се биле регистрирани, дали не, тоа како податок го немаме. Тоа отвора простор за корупција. Таа набавка на садници. Па најверојатно, ама со тоа треба да се занимаваат институциите кои се бават со корупција. Ние како инспекторат за шумарство Македонија е зелена само од авион. Инаку на лице место, ако гледаме колку пошумувања се направени, значи ние треба да сме Швајцарија. Тогашната влада не даде отчет за тоа колку се потрошило за садници, за транспорт на материјалот, за маркетинг и за превоз на граѓаните до местата на пошумување. Се знаеше само дека садниците се произведени во садниците на јавното претпријатие Национални шуми, а Еденон ги доби извештаите за сумите кои владата и Национални шуми ги исплатиле за трошоци за акцијата Ден на дрвото. Вкупно направените трошоци од страна на јавното претпријатие Национални шуми по основа на акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина за период од 2008 до 2016 година изнесува над 849 милиони денари или речиси 14 милиони евра. Од овие средства од страна на владата исплатени се 1,3 милиони евра за направено порамнување со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по основа на програмата за проширена репродукција од претходните години. 4,8 милиони евра се исплатени буџетски средства по програмата за проширена репродукција на шумите. 520.000 евра се исплатени средства од Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и рурален развој за палми. Останатите средства се потрошени од буџетот на јавното претпријатие Национални шуми. Но сегашната влада не го даде извештајот за сумите потрошени за реклами, спотови и музичко видео "Сакам зелено", во кој учествуваше оперскиот пејач и иницијатор на акцијата Борис Трајанов. Од владата одговорија дека документите се во државниот архив, кој пак преку барање за слободен пристап до информации потврди дека последните документи од владата се преземени заклучно со 2008 година. Акцијата Ден на дрвото беше вброена меѓу поуспешните проекти на владата на Никола Груевски и се најде во отчетните материјали на ВМРО ДПМН кои се подготвуваа пред секои избори. Актерот и новинар Љупчо Бубокаров беше дел од иницијативниот одбор Ден на дрвото. Смета дека тогашната власт ја узурпирала и политизирала нивната идеја. Граѓанската иницијатива Денот на дрвото беше можеби најголемата општествена акција во независна Македонија. Некој тоа го присвоил, одмah ќе одговорам да. После втората акција веќе се почувствува дека тогашната власт не само што проба, туку и успеа да исполитизира акцијата до тој степен, што почна после да ја прикажува и како неизина програмска определба или политичарите секогаш знаат да се залепат на успешни проекти кои можат ним да им донесат поени. И да, наместо да бидат благодарни за тоа што толку народ се вклучи активно во реализирањето на еден огромен проект, тие направија една, за мене, многу штетна работа, на некој начин авторските права, така да се изразам, се обидоа да ги припишат само на себе.
Каров тврди дека иницијативата била непрофитабилна, а тие немале допирни точки со финансиите. Тој не знае дали во позадина се случувале злоупотреби.